Нема да има парламентарни избори за брзо време. Ова е еден од политичките заклучоци кои според аналитичарот Петар Арсовски може да се извлечат од синокешниот состанок на Централното претседателство на ВМРО-ДПМНЕ и најавената владина реконструкција. За смените во извршниот комитет укажува дека секој претседател на партија на високи партиски позиции поставува своји луѓе и тоа е очекувано, особено во високо хиерархиски структурирана партија, каде главниот збор секогаш го има претседателот. Во таа смисла и не очекува драматични промени во нивната политичка идеологија или наратив. За него има логика и отстранувањето на подпредседателите со аргумент дека никој не треба да биде фаворизиран. Тоа може да индицира дека е потребно некакво партиско освежување, но истовремено дека Мицковски, најавувајќи го својот последен мандат, не сака да ги задржи функциите подпредседател, бидејќи тие автоматски би се направиле фаворити во следниот избор на председател по завршувањето на неговиот мандат. Вториот потег е на именувањето на Ковачки за генерален секретар. Тоа може да значи некаква потврда позиција на ВМРО-ДПМНЕ визави евроатлантските интеграции и според со Бугарија. Најавената реконструкција на владата треба да се гледа како заеднички проект во обид да се освежи политичкиот потенцијал и е во насока на изјавата на премиерот дека не треба да очекуваме брзи предвремени парламентарни избори. Остранувањето на подпредседателите пак опозицијата го толкува како потек на Мицкоски со цел да владее апсолутистички во партијата, откако како што велат на клучните позиции си поставил своји блиски луѓе. Ги постави своите најблиски другари, Томовски за организацијски секретар со цел да ги контролира тендерите. Тука е човекот на Сашо Мијалков од службите Драган Ковачки, човекот кого НАТО го одби, кој не исполнува услови за сертификат, сега е првиот човек за Мицкоски во партијата. Тоа се реформите во ВМРО, наместо нови лица, стара банда. Ова за ВМРО-ДПМН е класична пропаганда без факти и аргументи. Факт е дека Драган Ковачки поседува валиден НАТО сертификат, што целосно ги демонтира лагите дека бил одбиен од НАТО или дека не исполнувал безбедносни услови. Се друго е злонамерна конструкција за дневно политички потреби. ВМРО-ДПМН спроведува внатрепартиски реформи согласно статутот и со јасна цел – ефикасна, одговорна и европски ориентирана партија. Централното претседателство синоќа смени неколку лица во извршниот комитет, постави нови генерален и организационен секретар, е најавено и дека ќе бидат избрани нови претседатели на општинските комитети, како и нови раководства на Унијата на жени, Унијата на млади сили и Унијата на ветерани.